најава за денешните настани. Северна Македонија е на европскиот енергетски колосек, кажа премиерот Заев на енергетскиот форум во Струга. Меѓународниот ден на пчелата се одбележа со словеничко-македонски појадок. Успешно спроведена теренската вакцинација против морбили во Охрид. Водата во Билјанини извори загадена. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Зора ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со максимални 15 степени Целзиусови. Попладне со услови за врнежи од дожд. Во петок во западна и локално во источна Европа ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Во останатите предели стабилно и релативно топло време со зголемена облачност. Максималните температури од 15 до 30 степени. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Локално во јужните предели со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 14 до 23 степени. Во Македонија во петок во утринските и предпладневните часови умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Попладне нестабилно време со врнежи од дожд и ветер. Минималните температури од 5 до 14 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 12, односно до 22 степени. Во Охрид во петок умерено облачно, ветровито и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната до 17 степени. Во сабота претежно сончево и топло време со температура до 23 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 24 степени. Во понеделник повторно умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и температура до 21 степен. Гледавте метео во соработка со Зора. Кам, постојано ниски цени. Сирење овчо 330 грама 105 денари. Фиде 400 грама 14 денари. Сладолед 900 мл 85 денари. Сет кутија 269 денари. Кам, купувај мудро. Со силата на своите раце, ние како семејство создаваме, решаваме, подобруваме и инспирираме. Го правиме светот подобро место за живење. Веќе четврт век ние произведуваме материјали за завршни работи во градежништвото. Ден по ден, година по година, камен по камен. Бекамент. Кармен Бау центар, булевар Железничка, број 3 во Охрид. Од сега светски квалитет и кај нас. Имајте ги истите подни решенија како Икеа, Бурж Калифа и многу други познати објекти. Обложете ги вашите подови во индустријата, домакинствата, деловни простории, базени со производите на Латикрете. Епоксидни подови, полиуретан, полиаспартик, екогрин подови се производи кои се инсталираат за еден ден, лесно се одржуваат и се со неограничен спектар на бои и текстура. Контактирајте ја нашата техничка поддршка за да го изградиме вашиот проект. Латикрете, висок перформанс на подни решенија.
Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питу Гули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции. Гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Владата планира сериозно да го зголеми домашното производство на електрична енергија, да ги достигнеме европските стандарди во процесот на менаџирање со енергетските ресурси и да поттикнеме нови инвестиции во енергетскиот сектор, кажа премиерот Заев на Македонскиот енергетски форум 2019, што денеска започна во Струга. Направивме одличен модел што ќе предизвика развој на обновливите извори на енергија и нема да влијае на крајната цена што ќе ја плаќаат потрошувачите на електрична енергија. Тоа е системот на премиуми, порача вице-премиерот за економски прашања Андјушев. Нашата земја е на европскиот енергетски колосек. Промовирањето на инвестиции од обновливи извори на енергија не е само законска обврска, туку се поттикнува развојот на старите и застарени капацитети во енергетскиот сектор, а при тоа се исполнуваат барањата за заштита на животната средина, намалувањето на зависноста од увоз на енергија и создавањето на услови за одржлив раст и развој, посочи Заев на Меѓународниот енергетски форум, што деновиве се одржува во Струга. Премиерот рече дека на крајот на месецот Министерството за економија ќе го објави првиот оглас за доделување на премиуми за изградба на фотонапонски електрани на државно земјиште на 2 локации. Заев информира дека компании од Грција се заинтересирани за нови инвестиции во енергетскиот сектор во земјава. Нашиот план е сериозно да го зголемиме домашното производство на електрична енергија и да ги достигнеме европските стандарди во процесот на менеджирање со енергетските ресурси и да поттикнеме нови инвестиции во енергетскиот сектор. Република Северна Македонија е посветена на спроведување на реформите во енергетскиот сектор и исполнување на обврските кои произлегува од договорот за основање на енергетската заедница. Веде амбасадорката на амбасадата на Соединетите Американски држави Михаела Швајцер Бум рече дека САД досега ги поддржувале, а и понатаму ќе продолжат со поддршка на развојот на енергетскиот сектор во земјава. Американската енергетска технологија е вклопена во некои од најважните енергетски инфраструктури во регионот и пошироко во Европа. Таков пример е и соработката со Грција за увоз на американски газ, односно течен природен газ, и во оваа насока ја поздравуваме вашата соработка со Грција и изградбата на интерконектор за природен газ. Пред една година беше донесен законот за енергетика и се докажа дека тој не предизвика никаков шок и никакви поскапувања. Државата ќе одреди максимална цена за продажба на нафтените деривати, а компаниите самостојно ќе утврдуваат пазарни цени. И после година дена можеме да констатираме дека нема никаков хаос, напротив, нема никаков шок и покачување на цените на енергетиците и електричната енергија посебно, за разлика од тоа што во последните 10 години беше покачена 75%, сега имаме една стабилна ситуација, мислам дека работата ја држиме под контрола, апсолутно, и тоа не ние како влада, него пазарните механизми кои што се наметнати во Законот за енергетика. Темата на Македонскиот енергетски форум 2019
15 година што деновиве се одржува во струга е енергетската транзиција преку обновливи извори и енергетска ефикасност. Експертите ќе дебатираат како од загадувачки индустрии да се премине во еколошки процес на производство на електрична енергија. Во чест на Меѓународниот ден на пчелата се одржа словеничко-македонски појадок. Настанот се одржа во основното училиште Братство Единство во Лескајца, каде што се зборуваше за значењето на пчелата. Беа упатени пораки да се негуваат човечките вредности и да се почитува природата. Во Охридското основно училиште Братство Единство се одржа македонско-словенечки појадок во знак на одбележување на Меѓународниот ден на пчелата. Од минатата година на иницијатива на Словенечкото министерство за земјоделие, 20 мај се одбележува како светски ден на пчелата. Нашата земја е поддржувач на овој ден на традиционалните пријатели од оваа земја. Мултиетничкото основно училиште Братство Единство беше домаќин на настанот. По тој повод Джемал Мехмед, директор на основното училиште, ги поздрави гостите, амбасадорот на Република Словенија Милан Јазбец, словенечкиот министер за земјоделие Александра Пивец, македонскиот министер за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, почесниот конзул на Словенија Шенол Исмал и Живка Ангеловска, председател на Советот на град Охрид. Денес е посебен ден за сите нас, ден кога нашата мултикултурна заедница е почестена од вашето присуство и колку мало, нешто мало може да биде причина за ние тука да бидеме заедно, пчелата. Од името на охридскиот градоначалник Константин Георгиевски од свое лично име, добре дојде на гостите им посака Живка Ангеловска, председател на градскиот совет. Таа кажа дека локалната самоуправа секогаш дава поддршка на пчеларските здруженија, кои понатака директно се во контакт со одгледувачите на пчели и медопроизводителите. Ваквите настани особено се важни затоа што ги акцентираат работите кои што се од значење за заштитата на животната средина, за одржливоста и за здравјето на луѓето. На заедничкиот појадок гостите, вработените и учениците имаа можност да појадуваат природен мед. Дел од манифестацијата беше Охридското здружение на пчелари кои се заблагодари за ангажманот и придонесот на словенечките пријатели во одбележување на денот на пчелата. Светскиот ден на пчелата, на кој се потенцира важноста и потребата за подигнување на свеста кај човекот за значењето на пчелата и нејзиниот општествен придонес кој е од големо значење за природата. Од минатата година за прв пат во светот се одбележува 20 мај како ден на пчелата, рече и Александра Пивец, словенечкиот министер за земјоделие. Таа подсети колку пчелите се значајни во животот на човекот. Секојдневно треба да ги учиме децата колку се важни овие инсекти за човечкиот род, истакна Пивец. Торе гледи на тоа да храна постаја Важно е да ги заштитиме пчелите. Тие се важни во целиот свет. Имаат важност во безбедноста на исхраната. Денес сите ќе се запознаеме со некои факти кои се однесуваат на пчелите, метот и медните производи. Децата ќе научат колку метод е важен во текот на нивниот развој, но и за пчеларството кој е гранка со долгогодишна традиција од античките времиња, подсети Љупчо Николовски, македонскиот министер за земјоделие, шумарство и водостопанство. Кога размислуваме за земјоделство, мислиме на сите култури, на сите трактори, на сите овошја, на целокупната храна што се произведува. Но сето тоа било невозможно доколку не постојат токму пчелите, кои што се и најголемите и најважни опрашувачи во светот. Медоносните пчели имат големо биолошко значење. Ги опрашуваат фуражните, индустријските и овошните култури и даваат непроценлив придонес во екосистемите во светот. Милан Јазбец, амбасадорот на Република Словенија во нашата земја, на учениците од основното училиште Братство Единство им упати порака да бидат вредни како пчелките. Ми си смо некој били во школских клопех. Сите ние сме биле деца со амбиции и соништа. Следете го својот сон и направете се за тој да ви се исполни. Основците од Братство Единство го збогати одбележувањето на Меѓународниот ден на пчелата преку песна и посебна кореографија, облечени во обележја на овој медоносен инсект без кој човечкиот вид не би постоел. Водата во билјанини извори и понатаму загадена.
Во интерес на навремено и точно информирање на јавноста и со цел грижа за здравствената состојба на населението, од Центарот за јавно здравје известуваат дека денешните наоди од физичко-хемиската и микробиолошката анализа на водата од изворот билјанини извори покажуваат дека водата содржи патогени бактерии. Согласно правилникот за безбедност на вода, водата е микробиолошки неисправна и не е здравствено безбедна за пиење. Наодите се доставени до соодветните инспекциски служби за натамошно постапување. Состојбата со квалитетот на водата од билјанини извори се следи во континуитет и за нејзиниот квалитет на времено ќе известуваме јавноста, велат од Центарот за јавно здравје од Охрид. Успешно спроведена теренската активност за вакцинација на училишните деца против морбили. Многу мал е бројот на родители кои одбиваат вакцинација на децата. Од вакциналната служба сега имаат целосен увид за состојбите со вакцинациите против морбили за деца од 1 до 9 оделение на територијата на општина Охрид. Заврши теренската активност за вакцинација на училишни деца против морбили, која ја спроведе вакциналната служба при Здравствен дом Охрид. Директорите на сите општински училишта беа кооперативни во овој процес и добивме податоци за сите ученици од 1 до 9 оделение, чиј број изнесува 4020, информира доктор Сонја Мариновска, раководител на оделението за вакцинации. Со помош на патронажната служба се проверени вакциналните картони на сите деца. До училиштата беа испратени покани и формулари изјави за родителите дали прифаќаат или одбиваат вакцини. Вакцинацијата се врши континуирано и на терен се види дека нема голем број невакцинирани деца, укажува доктор Мариновска. Како пример, во основното училиште Григор Прличев, кое брои 1066 деца невакцинирани се само 8 до 10. Останаа невакцинирани уште 6 дечиња, каде не се одбива вакцинацијата, туку во текот на неделата ќе дојдат да примат вакцина. Дел од нив поради моментална здравствена состојба, а дел поради неможност родителот да потпише изјава, информира доктор Сонја Мариновска за состојбите од спроведената теренска вакцинација. Многу мал е бројот на оние родители кои што одбиваат вакцинација. Например, од која школа да го дадам? Ето, за пример, поново Григор Парличев ќе го дам. Тука имаме изјава на родители од 4 родители кои што одбиваат вакцинација. Уште еднашка ќе стапиме во контакт со тие родители што не прифаќаат да ги вакцинираме децата, а доколку и поново не ни се одзвиваат на вакцината, тогаш списокот на сите оние родители кои што не прифаќаат вакцина ќе го дадиме до службите за државна санитарна инспекција и понатака тие ќе си го спроведат тој процес. Со теренската активност беа опфатени и деца кои се од други градови, но посетуваат настава во Охрид, како Дебар, Кичево и од странство. И прегледавме и нивните вакцинални картони. Имаме точна бројка за децата кои не се вакцинирани, а од септември ќе бидат првачиња, а тоа се 26 деца, укажува доктор Мариновска. Тие деца поново ќе се бараат, значи со поканчиња и ги очекуваме, пошто ние до денешен ден ги имаме сите деца кои што и денес наполнуваат 6 години, а кои што не дошле на вакцина. Очекувам дека во наредниот период и тие дечиња ќе дојдат на вакцина. А ако не дојдат, се до уписот на училиште, тогаш ќе се спроведе на почетокот на училишната година, ќе се спроведи поново теренска активност и ќе бидат опфатени и тие деца со вакцина. Во моментов бројот на заболени училишни деца од морбили е многу мал. Во општина Охрид ширењето на морбилите е поалармантно за повозрастните граѓани. Поголем е бројот на возрастни луѓе заболени од морбили, најверојатно затоа што се со година на раѓање пред да се почне со вакцинација или кај оние кои поминал голем временски период од вакцинацијата. Следуваат вестите од светот. Полицијата се судрила со демонстрантите на протестите против плановите за изградба на црква во рускиот град Екатеринбург. До судирите дошло кога демонстрантите се обиделе да одстранат заштитната ограда околу просторот за изградба на црквата. Проектот за изградбата е од 2010 година, а предизвика контроверзии, бидејќи според демонстрантите новиот објект ќе го лиши градот од рекреативен и зелен простор.
Поранешниот лидер на ЕТА, Хозе Тернер, кого шпанските власти го обвинија за учество во напад во кој беа убиени 11 лица во 1987 година, е уапсен во Франција, објави денес Шпанското министерство за внатрешни работи. Тернер, исто така познат како Антонио Урутико Ече, е притворен во Горна Савоја благодарение на заедничката шпанско-француска акција, објави агенцијата. Шпанскиот врховен суд издаде меѓународна потерница за него во 2002 година поради нападот во 1987 година. Хеликоптер се урна минатата ноќ во реката Хадсон, недалеку од прометниот хелиодром на Менхетан во Њујорк, пошто пилотот без сериозни повреди успеал да стигне од делумно потонатиот авион до копното. Од пожарникарската служба на Њујорк изјавија дека единствено пилотот бил во хеликоптерот што се урна во вода во близина на 30-тата улица. На видеото од мобилен телефон се гледа хеликоптерот што паѓа во реката, при што го промашува хелиодромот за помалку од 1 метар, објави Associated Press. Представник на хелиодромот рече дека пилотот извршил присилно слетување и дека покрај него немало други патници во авионот. Американското министерство за трговија објави дека го ставила на црната листа кинескиот телекомуникацијски гигант Huawei и 70 поврзани компании поради наводна закана за националната безбедност. Тие ја обвинија компанијата и за обезбедување забранети финансиски услуги за Иран, заобиколувајќи ги санкциите во САД и за обид да ја попречи правдата за време на истрагата за овие прекршувања. Во средата, американскиот претседател Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која прогласи вонредна состојба за заштита на американската информацијска и телекомуникацијска технологија од надворешни закани. Од Huawei изјавија дека неразумни ограничувања од САД ќе ги прекршат нивните права. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието, пријатно.